Кратки најави за денешниот дневник. Градежните работи на автопатот Кичево Охрид на влезот на Охрид ќе бидат завршени до 10 јули, уверува министерот Бочварски. Намалување на кривичните дела во Охрид и Струга. Одложено судењето против охридскиот адвокат Менкиновски. Започна 22-то издание на фестивалот Охридски бисери. Дезинсекцијата против комарци се одложува за вторник. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето облачно и нестабилно со врнежи од дожд кои локално беа пообилни, беше ветровито и свежо со максимална дневна температура до 20 степени Целзиусови во текот на ноќта кон сабота, облачно ветровито и свежо време со локални слаби врнежи од дожд. Утре на североисточна, источна и југоисточна Европа умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и пат на температурите невообичаено за овој период од годината. Во останатите делови од Европа претежно сончево со локална облачност и топло време, особено топло се очекува да биде во југозападна, западна, централна Европа и на југ од Скандинавија. На Балканскиот полуостров во сабота започнува процесот на стабилизација на времето. На северна полуостровот сончево со локална облачност и топло време, а во останатите делови на Балканот умерено облачно и нестабилно време. Максималните дневни температури од 17 до 29 степени. Во Македонија во сабота умерено облачно и нестабилно време со дожд, ветровито и свежо, локално се очекуваат и пообилни врнежи од дожд до 15 литри на метар квадратен. Ке дува до умерен засилен североисточен и северозападен ветер со брзина и до 30 км на час. Минималните од 9 до 18, максималните дневни температури од 16 до 24 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно и нестабилно време со дожд и пат на температурите. Минималната 14, дневната 19. Во недела во Охрид во утринските часови дождот ќе престане. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди. Максималната дневна 22, а во понеделник и вторник свежи утре. Температурите 9, односно 11, а во текот на денот сончево и многу топло време, со максимални 25, односно 28 степени UV индекс со вредност 9. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во Центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер.
Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градежните работи на автопатот Охрид-Кичево на влезот од Охрид сигурно ќе бидат завршени до 10 јули, уверува министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Тој, заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта и Рустеми, денеска направија увид на градежните активности за изградба на автопатската делница Кичево-Охрид. Градежните работи на автопатот Охрид-Кичево на потегот од Подмолје до Охрид ќе продолжат и ќе завршат пред почетокот на шпицот на туристичката сезона, изјави денес министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Рокот е 10 јули. Тој потенцираше дека главната и клучна поддршка треба да дојде од градоначалникот за реализација на овој проект кој е клучен и најважен за развојот на Охрид. Градежните работи ќе бидат завршени до 10 јули. Тоа е нешто кое сигурно ќе биде направено. Јас реков, ние правиме притисок и пред 10 да се приспособи оваа страна од автопатот и повторно да се пушти за сообраќај. Потоа ќе следуваат постапките за времениот режим за да го приспособим да функционира како автопат и во текот на ова лето ќе биде пуштен комплетно како автопатско решение. Се прави притисок врз изведувачите да се запазат роковите за изведба, додека за споредниот пат или стариот пат Охрид-Струга, министерот Бочварски напомена дека тој е во добра кондиција. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта и Рустеми истакна дека се прават напори да има поголема динамика на градежните активности, а во процедура е набавка на еластична ограда која ќе значи изведба на овој дел од патот во планираниот рок. Ние сме во контакт и со изведувачот, и со подизведувачите, и со надзорот и вршиме големи напори да обезбедиме и еластична ограда и да ја монтираме и еластичната ограда до 10 јули. Значи ние даваме се од себе да ги надминеме сите тие проблеми, бидејќи и јас и јавно го кажав на една емисија и сега ќе го потврдам тоа, само да се подобрат временските услови заедно со вас, со сите новинари, да ја поминеме целата траса и да ги гледаме сите тие проблеми што ги имаме на траса, сите тие неочекувани проблеми што се појавуваат на трасата и вие заедно со нас да ги гледаме и да ги информираме и граѓаните што вложиме, кој труд ние го вложиме да го завршиме овој проект до 31.12.2023 година. Изградбата на автопатот започна во 2014-та. Првичниот рок беше автопатот да биде завршен до 2018-та, но по промената на власта според образложението на надлежните институции и поради пропусти во проектирањето, со анекс на договорот рокот беше продолжен до 30 јуни 2021. И тој рок беше продолжен до крајот на оваа година, исто така со анекс на договорот. Безбедносната состојба на подрачјето на Охрид и Струга е задоволителна, оценува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Според полициската аналитика,
се бележи намалување на кривичните дела, а зголемување на ефикасноста на полицијата. Безбедносната состојба на подрачјето на Охрид и Струга е поволна и на задоволително ниво, оцени министерот Оливер Спасовски при вчерашната посета. Вкупниот криминал на подрачјето на СВР Охрид во изминативе 5 месеци од годинава, споредбено со истиот период предходната година, бележи намалување за 22%. Во делот на тешките кражби, во текот на 2023 година забележано е намалување на овој вид пријавени кривични дела за 38%, споредбено со истиот период лани. На подрачјето на СВР Охрид во првите 5 месеци на годинава реализирани се 52 настани за превенција. Класичниот криминал, исто така на територијата на СВР Охрид, во првите 5 месеци од 2023 година, бележи намалување за 20%, споредбено со истиот период во 2022 година. Се бележи намалување во делот на економскиот криминал, каде што годинава имаме намалување за 38% во споредба со истиот период од минатата година. Позитивен тренд се бележи и во областа на сообраќајот, каде што имаме намалување на бројот на сообраќајните незгоди. На подрачјето на ОВР Струга во првите 5 месеци од 2023 година, компаративно со истиот период лани, бележи намалување за 28% на вкупниот број регистрирани кривични дела. Додека класичниот криминалитет е намален некаде за 37%, споредбено исто така со овој период од 5 месеци со 2022 година. Јас сум убеден дека колегите од СВР Охрид, од ОВР Струга и во натамошниот период ќе продолжат со интензивните активности насочени токму кон стратешките приоритети кои што има Министерството за внатрешни работи, се со цел да се намалува криминалитетот, да расте ефикасноста на полицијата и на тој начин да се зголемува безбедноста на ова подрачје. Вчера во Оделението за внатрешни работи во Струга беше реализиран отворен кабинет на министерот за внатрешни работи. Преку серија посети во кои ќе бидат опфатени сите сектори за внатрешни работи низ државата, целта е да се слушнат предизвиците со кои се соочуваат граѓаните, нивните идеи и предлози за подобрување на безбедноста во заедницата. Одложено рочиштето за судскиот процес на кој охридскиот адвокат Тони Менкиноски се јавува како обвинет за нарушување на јавниот ред и мир. Тој кажа дека одложувањето е по негово барање поради отсуство на представник на МВР кој се јавува како подносител на обвинувањето. Менкиноски не се чувствува виновен, мисли дека причината за обвинението е поставувањето на знамето со сонцето од Кутлеш во знак на поддршка на осудените за настаните на 27 април. На барање на обвинетиот Тони Менкиноски, одложено рочиштето на кој денес во Основниот суд во Охрид требаше да му се суди за нарушување на јавен ред, поради како што вели тој отсуство на лице представник од МВР кој го поднело обвинението за судскиот претрес. Инаку Менкиноски сам се пријавил во СВР Охрид дека е одговорен за поставувањето на знаме со сонцето од Кутлеш во знак на поддршка на осудените за настаните на 27 април. Судскиот процес против него се води по пријава од МВР. Јас не се чувствувам за виновен и сметам дека воопшто не постои прекршок, тие немаат закон според кој можат нас македонците да не репресираат за да не го истакнеме македонското знаме. Поради таа причина тие имаат подведено под нарушување на јавен ред и мир. Значи не постои закон, не постои меѓународен договор кој ќе ни ограничи нас, ние да не го истакнуваме македонското знаме од Кутлеш. Согласно законот за кривична постапка мора да присуствува лице од МВР кој што ќе го образложи обвинението против мене. Во спротивно, ако не се појави на наредното судење, ќе излезе народната кадија те тужи, кадија те суди, посочи Менкиноски. Голем број граѓани денес пред самиот почеток на судскиот претрес излегува пред седиштето на Основниот суд во Охрид во знак на поддршка на обвинетиот Менкиноски. Брука за правосудство да се зашто го судат, зашто е македонец, зашто се држи до македонските корења, па она знаме ни беше државно знаме, така бракови деца се раѓаја. И до кај ќе ја тераме вака? Срам да му е на сите што го загонаја. За конкретниот случај голем срам за македонската држава, не и за судството, бидејќи судството е, да речем, на некој начин инволвирано без да сака и очекувам од тие причини да даде една правилна
пресуда, односно да нема пресуда, од причина што нема основ за пресуда, бидејќи нема ни една пријава, едноставно е ова само некој политичко или лично самоволие кој што сака да се истори на една личност која што 16 или 17 пати во Европскиот суд за човекови права донесе победа и му каже и на Европска унија и на Бугарија дека ние сме праведна нација. Менгиновски се товари дека го нарушил јавниот ред и мир кога на Водици во Охрид кај Долна Порта го истакнал знамето кое до 1994 година беше официјално знаме на Република Македонија. Јавното предпријатие Билјанини извори донесе правилник за издавање на картички за возила во Стар град. Картичките ќе се наплаќаат 300 денари и ќе бидат со важност од 2 години. Издавањето на картичките ќе започне на 19 јуни, а примената на истите ќе стартува на 26 јуни. Јавното предпријатие Билјанини извори донесе правилник за издавање на картички за движење на моторни возила во стариот дел на Охрид. Условите кои треба да се исполнат за да се добие картичка за движење се следниве. Да се биде жител на стариот дел од градот, се потврдува со копија од лична карта и на негово име и адреса да има регистрирано моторно возило со важечка регистрација, се докажува со копија од сообраќајна дозвола. Правни лица кои ќе можат да добијат картичка за движење на возила кои се регистрирани на иста адреса на која адреса и седиштето на правното лице, а кој е во стариот дел на град Охрид, како доказ се приложува копија од сообраќајна дозвола и тековна состојба од централен регистар. Станоиздавачите кои во склоп на својата катастарска парцела поседуваат простор за повеќе паркинг места ќе добијат онолку картички колку што имаат обезбедено паркинг. Туристите кои имаат резервирано сместување со приложена резервација ќе може да влезат во стариот дел од градот за сместување и во временски интервал од 30 минути треба да излезат. Жителите кои немаат постојана адреса во стариот дел на градот, а во сопственост имаат стамбен објект во овој дел, ќе им биде издадена само една картичка за моторно возило регистрирано на нивно лично име. На комерцијалисти и доставувачи на роба ќе им биде издадена картичка за движење на моторно возило во стариот дел од градот со временско ограничување од 5 до 10 часот по претходно поднесена копија од важечка сообраќајна дозвола и тековна состојба. На таксистите ќе им биде издадена картичка за движење на моторно возило за влез во стариот дел од градот и во временски интервал од 30 минути треба да направат излез. Сите издадени картички за движење на моторни возила во стариот дел на Охрид ќе бидат со регистарски ознаки и ќе важат исклучиво за даденото возило. Со издавање на картичките, корисниците ќе добијат налепница која треба да биде истакната на предното ветробранско стакло од возилото. За функционирање на системот за електронско евидентирање на движењето на моторните возила во стариот дел од градот ќе бидат оставени 3 влезно-излезни терминали и тоа на следните локации: Споменик Фаќач на крст, Горна порта и Црква Света Богородица Каменско. Картичките ќе се наплаќаат 300 денари и ќе бидат со важност од 2 години. Издавањето на картичките стартува на 19 јуни, а примената на истите ќе стартува на 26 јуни. Картичката ќе може да се подигне во дирекцијата на јавното предпријатие Билјанини извори Охрид, спортска сала Билјанини извори од 8 до 11 часот и од 12 до 15 часот. Од општина Охрид ги известуваат сите учесници во сообраќајот дека во сабота 17 јуни ќе биде затворена за сообраќај улицата Марко Цепенков поради асфалтирање. Поточно, потекот од кружната крстосница со улицата Момчило Јордановски до кружната крстосница со улицата Питугули, посочуваат од локалната самоуправа. Повеќе од 2 децении, музичките таленти од земјава и светот во Охрид се надпреваруваат на меѓународниот надпревар на млади музичари Охридски бисери. Голем број музички и педагошки имиња произлегле од овој надпревар, кој денес веќе се светски познати во своите класи. Годинава, млади уметници од 10 држави се надпреваруваат во дисциплините дувачки инструменти и камерна музика. За квалитетите на нивните изведби одлучува стручна комисија составена од 10 членови од повеќе европски престижни музички академии, како и од Факултетот за музичка уметност од Скопје. Звукот на дувачките инструменти на младите виртуози од земјава и Европа денес се слуша во Охрид. По 22 пат нашиот град е домаќин на меѓународниот надпревар на млади музичари Охридски бисери.
Од 15 до 18 јуни млади уметници од 10 држави се надпреваруваат во дисциплините дувачки инструменти и камерна музика. Охридски бисери е единствен меѓународен надпревар во нашата земја, член на Европската асоциација на музички надпревари, и токму членувањето во ова здружение го издвојува надпреварот во однос на бројни други надпревари кои се одржуваат во нашата земја и регионот. Овој надпревар со својот квалитет обстојува повеќе од 2 децении и изнедрил музички и педагошки имиња светски познати во своите класи. Па јас сум незадоволен, него, како да кажем, презадоволен од она што се случуваше во текот на овие 22 години. Јас би можел многу од нив да набројам на кој му била одскочна даска во неговиот понатамошен развој, како во музички педагог или инструменталист. Сегашните добитници на тие награди се врвни музичари. Надпреварот во многу нешта се разликува од другите надпревари, по тоа што од 2005 година членка на Европската унија за музички надпревари, каде има одредени стандарди кои мора да се почитуваат. Значи, може лесно да се влези, ама и многу лесно да се излезе од ова Европска асоциација. Младите музичари од Бугарија, Хрватска, Германија, Грција, Полска, Романија, Србија, Словенија, Турција и Северна Македонија денес со своите настапи во салата на општина Охрид беа следени од будното око на стручната комисија составена од 10 членови, врвни уметници и педагози по флейта, кларинет, обоа, саксофон, труба и хорна, од повеќе европски престижни музички академии и од Факултетот за музичка уметност од Скопје. Импозантен е фондот на награди за најдобрите, а особено значајна е наградата на Европската асоциација на музички надпревари, која на добитникот му овозможува годишна промоција на веб страната, учество на мастер-класи и концерти во повеќе европски градови. Исто така и 3 германски фондации ќе доделат вредни парични награди. Годинава се вклучени неколку германски фондации кои што даваат несимволични, исто така вредни награди во различни дисциплини за учесниците. Потоа имаме повеќе годишна соработка со нашите музички здруженија, Сојузот на композиторите на Македонија, Сојузот на музичките уметници, кои што покрај тоа што даваат парични награди, даваат награди во форма на концерти, значи концертни настапи на кои што практично им помагаат во градењето на кариерата на младите уметници. Охридски бисери е првиот организиран меѓународен надпревар во областа на класичната музика во Македонија, кој од 2002 година до денес поставува високи стандарди во однос на програмскиот концепт, строгата селекција на наградени учесници, па така привлекува квалитетни млади уметници од целиот свет. Надпреварот Охридски бисери се одржува под покровителство на Министерството за култура на Македонија и градоначалникот на општина Охрид. Поради неповолни временски услови, дезинсекцијата против возрастни комарци, која требаше да се спроведе на 12 јуни, беше прекината и истата се одложува за 20 јуни. Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Охрид дека на 20 јуни, вторник, во период од 23 до 4 часот, ќе се врши теристичка дезинсекција од земја со цел уништување на комарците. Дезинсекцијата ќе ја спроведе екипата на Приматекс, информираат од локалната. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Експерти на Обединетите нации изразија загриженост поради сознание дека Русија планирала, санкционирала и намерно мачела украински цивили и воени заробеници. Обединетите нации пишаа на руската влада во врска со наводите за електрични шокови, хауба и лажни екзекуции кои се користат за извлекување разузнавачки информации или за изнудување признанија. Кај многу затвореници биле евидентирани оштетување на внатрешни органи, пукнатини, фрактури на коски, мозочни удари и психичка травма. Тортурата е воено злосторство. Систематската и широко распространета практика на тортура е злосторство против човештвото, вели специјалниот известувач на Обединетите нации за тортура Алис Джил Едвардс. Доколку се докажат, наводите би представували индивидуални прекршувања, исто така би можеле да представуваат образец на тортура или друго сурово нечовечко и понижувачко постапување и казнување санкционирано од државата. Според системот на Обединетите нации, владата има 60 дена да поднесе официјален одговор на писмото, но руската дипломатска мисија во Женева не одговорила на барањата за коментар. Москва претходно негираше дека мачела или злоупотребувала воени заробеници, вели дека не се насочени кон цивили.
Во сообраќајна несреќа во канадската провинција Манитоба најмалку 15 луѓе загинаа откако камион удри во возило во кое се превезувале стари лица и инвалиди. Според информациите на тамошните медиуми, несреќата се случила во близина на Карбери, градот 170 км западно од Винипек. Доколку се потврди бројот на жртвите, ова ќе биде една од најсмртоносните сообраќајни несреќи во историјата на Канада. Силен циклон ја зафати индиската држава Гуџарат. Невремето корнело дрвја, покриви, куќи и столбови за струја во неколку делови на западната индиска држава, кој во текот на ноќта го погодија копното. Пороен дожд продолжи да врне на крајбрежјето, за сега нема пријавени жртви. Снимките објавени од локална телевизија покажуваат откорнати дрвја, луѓе кои бараат за солниште од ветрови и остатоци на патишта како последица на циклонот. Повеќе од 180.000 лица се евакуирани од Индија и Пакистан во изминатите неколку дена, а властите се подготвуваат за циклонот Бипарџој да ги погоди бреговите на двете земји. Бипарџој на бенгалски значи катастрофа или несреќа. Падна на копно во близина на пристаниште во Гуџарат, кој е блиско до границата со Пакистан, соопштија метеоролозите. Индиските метеоролози предупредија за многу обилни врнежи во Гуџарат и соседната држава Раџастан до крајот на денот. Помошта за раселените во двете земји беше организирана во училишни сали и владини згради. Пакистанските метеоролози најавија дека во неколку региони се очекуваат умерени обилни врнежи од дожд. Најмалку 3 лица загинаа во разорно торнадо што го погоди градот Перитон во американската сојузна држава Тексас, соопштија локалните власти. Шефот на пожарникарите во Перитон, Пол Дачер, изјави дека бројот на повредени може да биде околу 100 лица. Градот Перитон во Тексас, кој има 8.000 жители, е без струја бидејќи објектите се затворени од безбедносни причини, а спасувачките екипи се натерени ја проценуваат штетата од торнадото кој го погоди градот во текот на ноќта. Најмалку 30 мобилни куќи добиле директен удар од торнадото и се уништени или оштетени. 108 типет извештаи за бури вчера беа применени сад, при што досега се регистрирани 7 торнадо, вклучувајќи 4 во Оклахома, 2 во Тексас и 1 во Мичиген. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.